Почитуван господин Шидер, почитувани дипломати, амбасадори, представници на Европската Унија, Европарламентот, почитувана јавност. Борбата за владење на правото е една од фундаменталните борби од француската буржуаска револуција до денес за воспоставување на либерално општество и за развој на демократијата. И оттаму и ние како земја, која што партиципира да стане членка во Европската Унија, имаме своји искачувања и своји падови во поглед на ова прашање. Секако, нашите услови се многу понезавидни од тие на нашиот сосед, источен сосед, Република Бугарија, како и не може да се споредат во однос на борбата со корупцијата на развиените системи на Европската Унија, незините држави членки, и ние, оние кои што 30 и нешто години сакаме да станеме дел од тој систем, се потешко и потешко ќе станува доколку Европската Унија не разбере дека ние припаѓаме во европскиот организам, не само географски, туку и стратешки. Република Македонија искрено од самите почетоци на осамостојувањето по дисолуцијата од поранешната Југословенска федерација, искрено го насочи своето делување во однос на евроинтегративниот процес, и тоа не е флоскула, туку желба на сите македонски граѓани без оглед на етничката припадност. Еден од главните фактори кои што може да ви го докажат тоа она што јас го тврдам тука, тоа се секако засилената миграција, особено на младата популација, која себе си се пронаоѓа во европскиот западен концепт и која што навистина е притисната и угушена од етничките разлики и прашањата од 19 век, како што и ова со нашиот источен сосед. Би сакала со најдобра намера и на господинот Џамбаски да му предочам неколку аспекти кои можеби ќе му бидат интересни и ќе ги земе пријателски како сугестија, а никако како напад или како навреда. Господина Џамбаски, ние сме овде 8 члена делегација од Македонското собрание и верувајте, кога би не запознале, сите исто достатно како колегата Милошовски можеме да се справиме на овие прашања со вас. Особено ме разочарува што вие изразувате како европратеник мизогинија која што е недозволива во 21. век. Процентите мора да бидат темелени на квалитет, а не на квантитет. Тоа е првото. Втора работа. Она што мене особено ме интересира, бидејќи сум професор по историја на право и државно-правен историчар, покрај тоа што сум актуелно и политичар, сметам дека сите оние фактори кои што алудираат на фашизам и на нацизам мора да бидат забранети во Република Македонија и се забранети. Значи, никогаш бугарите, бугарскиот народ и бугарската држава не се под атак. Барем не од оние луѓе што јас ги познавам. Се согласувам дека треба да направиме реконсилијација или илустрација, како сакате, во однос на жртвите во бившиот комунистички режим. Јас сум исто поборник за тоа како и вие. Имаше во бивша Југославија многу процеси на луѓе кои што беа стигматизирани како бугари и судени за тоа. Повеќето од нив никогаш не се изјасниле јасно етнички што биле или како биле злоупотребени во други процеси, посебно после битката со Информбирото во 1948. Но тоа се историски теми. Она што е особено значајно е дека ние, како македонски народ, но и сите македонски граѓани, стоиме на фронтот на антифашизмот. Ние бевме на вистинската страна и за време на Втората светска војна, ние сме на вистинската страна и денеска. И сакаме да дискутираме на теми кои што и прилегаат на векот во кој што живееме, а тоа е 21. век. Република Македонија заслужува да биде дел од Европската Унија. Република Македонија треба исто така, не е ова само желби и надежи. Ние сакаме да бидеме дел од Европската Унија и ни треба поддршка во клучните делови каде што имаме недостатоци. А злоупотребите и недостатоците се случуваат, верувајте, само поради тоа што го немаме системот или задгрбието од вас. И ќе има повеќе корупција ако
процесот трае подолго. И тука се согласувам, како трето, и нема да ви одземам повеќе време, се извинувам ако малку подолго зборувам. Јас сум исто поборник за исполнување на Копенхашките критериуми. И така требаше да преговара Република Македонија со Европската Унија. Тоа и како опозиција го тврдиме цело време, во тоа и се надеваме и на тие стандарди веруваме. Така што тука немаме разлики по тоа прашање. Доколку вас ви треба стрикно именување, за да бидете сигурни, зашто не го направивте истото 2008 година кога вие пристапувавте во Европската Унија. Вие тогаш како држава рековте дека немате никакви проблеми со вашите соседи. И немавте. Зашто никогаш не сме ве гледале како непријатели. Мислам дека ме разбравте и ви благодарам за времето.